Здраво, дечки! Ова е новиот Opel Grandland. Да, знам дека пред скоро време имавте шанса, го видовте кај мене на канал и тоа беше од интернационалната премиера во Шпанија, но тоа беше плагин хибрид. Ова денес сега што го возам е mild хибрид. Помал мотор, да, 1, 2, 3 цилиндри, чекај пред да донесеме заклучок, почекај малку. Имам неколку други работи кои што сакам да ги кажам за Opel и за Grandland. Прво, ова е најдобриот Grandland кој што Opel го има понудено до сега. Најдобриот. Но другата работа што мора да се ја прашам, се поставам, што се случува со Opel? Што се случува со Opel? Што се случува со Opel? Прво вака, мислам во најпозитивната смисла на што се случува со Opel, бидејќи во поглед на дизајните, Opel извадија дизајни кои што стварно се неспоредливи со конкуренцијата, тренувајќи од Астрата, Мока, Grandland, па и Фронтера сега што очекувам да пристигне, сите имате многу интересен нов дизајн кој што прво е многу впечатлив. Всушност за Астрата и реков дека баш поради дизајнот, поради целата опрема, поради се што нуди, ќе биде најпопуларниот и најпродаваниот модел. Во поглед на бројки ќе видиме тоа дали ќе ми се докаже како точна моја теза, иако би го посакувал, бидејќи стварно возилото е фантастично. Истото сега ми се случува и со Grandland. Grandland, може би Opel требало да го крстат Grand Cruiser колку добро вози, но за тоа малку подоцна ќе додам. Најпрво да ви кажам што се случува во поглед на дизајнот. Фантастичен. Многу модерен, многу поразличен. Нема врска, нема допирни точки со претходната генерација на Grandland, иако и тоа беше добро возило. Ова е класи погоре. Сега околу дизајнот, мислам и во Шпанија ви го објаснав овој дел тука што многу ми се допаѓа со логото, со новото лого, кој што сега е ставено во маската, кој што сега е осветлено и многу убаво изгледа. Овој истиот момент го прават и некои други брендови, но не вака кул да изгледа, особено навечер. Плюс светлата имаат 50.000 лумени. Тоа се, не знам како ви објаснам, ноќта ја прави ден. И при тоа ја прави да биде на најбезбеден начин осветленоста, да не пречи на другите патници, да не пречи на другите возила и да не ви пречи на вас кој ќе ви се одбие светлината од знаци. Фантастично добра технологија. Ако станува збор кој има најдобри светла, тогаш тоа е Opel. Друга работа, сега бидејќи е хибрид, тука доле на маската имаме плюс и минус да означува дека нели има батериски систем. Второ, што се случува со Opel во поглед на боиве, од кај, мислам, фантастични бои почна да вада тоа бронзена, пудра боја, како и да кажете, кој како и да ја гледа, ние многу добро му стои на Grandland. Ова е многу поголем од претходната генерација. Ќе го видиме сега за кратко внатре, но во поглед на багажник нуди многу поголем багажен простор, 550 литри багажен капацитет, што е стварно фантастично и одлична бројка. Искрено имам неколку критики околу пакетот на опременост, како GS, како многу богато опремено возило, немаме автоматско отварање и затварање на багажната врата, но 550 литри багажен простор, одлична големина, можете натоварате апсолутно се што сакате. Ми се допаѓа што оваа даска може да биде рамна со ивицата на браникот и да не ви пречи при товарање и стоварање на потешки багажи. Или можете да се спуштите за едно ниво вака подоле, да имате малку поголема искористеност. Под неа секако има простор за дополнителен багаж и ми се допаѓа што ако кренете доволно горе, на овие штипки тука можете да закачите и да ви стои така исправено додека товарате, односно да не ви пречи. Нормално, куки за качалки, моите омилени, 12 волтен приклучок за струја, некои многу ситни остави од страна лево и десно и еден ластик кој што можете да се го искористите дополнително за она што вас ви одговара. Така да во поглед на овој дел од практичноста е супер, во поглед на дизајнот, обично викаат не се коментира за вкусови, ама јас ќе кажам дека ако не ти се допаѓа Grandland, тогаш треба да одиш наочно. Извини вак. Ајде се да ви покажам внатре што се случува со Grandland. Прво тука од заднава клупа ми се допаѓа воопшто што Grandland е многу практичен, многу комфорен, многу удобен, многу голем автомобил и секаде се што ќе видите е практично направено за искористување на целиот простор. Ајде да почнем прво од комфорност. Имам одличен простор за нозете, како што гледате. Одличен простор за главата.
би сакал да има панорама. Можете да си земете во дополнителна опрема нормално, но би сакал да има панорама, бидејќи панорамата му дава сосема поубав видик тука внатре, многу поголема отвореност. Знаете, мислам, оној кој што имал панорама, знае што значи панорама. Но во поглед на комфортноста стварно многу убаво, многу удобно, имате доволно простор и од страна, и напред, и горе, секаде имате многу простор. Дополнително на тоа, имате многу удобни седишта. Ќе уживате тука на задната клупа. Доле речи си да нема тунел, што значи дека можете да седнете тројца патници, да немате потешкоти при возење, односно можете си ги ставите нозете горе на ова мини тунелче, можете од страна ги ставите да не пречите толку многу на останатите двајца патници и да биде сето тоа удобно. Дополнително на тоа тука имаме USB портови, 12 V приклучок за струја, две остави тука кои што можете ги искористите и сега околу оставите ќе ви кажам дека имате едно мало џепче тука напред пред двете седишта што можете си оставите телефонот, као на пример вака, и ако имате деца, бидејќи нели Гренленд е за фамилиарни луѓе, да им го оставите, да си гледаат тука, или ако наставно не им треба да си стои тука, да не стои во џеп. Многу кул, многу практична работа. Нормално доле си имате и онаа голема убава остава во самите седишта, остави во вратите, кои што се супер кул. Сега приметив, напред има едни многу убави материјали за кои што сега ќе се префрлам напред, но тука позади ги нема. Може би кажал дека тоа ми фали, бидејќи напред е стварно многу убаво, а тука тоа го нема. Друга работа, па имате куки, односно закачалки тука на средниот столб, кој што можете многу убаво да си ги искористите. Са што се случува за напред? Овде имаме еден интериер, едни материјали кои што се нетипични до сега за Opel. Повеќе би ги гледал како за премиум автомобил, нешто што би го очекувал за Volvo, нешто што сега го гледаме и во Peugeot. Многу убави, многу интересни, многу нетипични материјали, многу меки, многу поразлично. Браво за Opel и за тоа ќе кажам на сето ова ќе се надоврзам што се случува со Opel и овој материјал искрено би сакал да го видам и позади, бидејќи зашто да не? Зошто да не се чувствувате така убави позади? Значи, ги имаме овие материјали, имаме тука некој фейк карбон, не сум некој фан на фейк карбон, но убаво изгледа, не е така нападно. Дополнително на тоа, убаво, ако гледате, убаво ги поставиле двата екрани. Односно, тука имаме 16,4 инчен екран, кој што е огромен, но ви е многу практичен, бидејќи не одскокнува нагоре па да ви пречи при возење. Имате убава прегледност на самиот екран, но не ви пречи при возење. Тоа е супер и многу добар екран, кој што многу брз, многу респонзивен, многу, само намала музика да не ми... Добра. Многу брз, многу респонзивен, можете буквално лесно да стигнете секоја функција која што ви е потребна. Можете си поделите на екранот неколку различни опции да гледате. Многу добар екран. Многу добри камери, но за тоа ќе кажам кога ќе почнеме да возиме. Во поглед на останатите практични работи, тука имаме една убава вака платформа која што со истиот материјал од вратите, и ако отвориме оваа платформа, тука се кријат два USB порта, бежичен полнач, една мала, па и не е баш така мала остава која што можете да се искористите, и тука го имаме ова како прозорче кој што, ако го ставам телефонот внатре, ја затворам оваа остава, ова е прозирна и можам да гледам ако ми стигат некои нотификации. Многу кул, многу паметна работа. Дополнително на уште една паметна работа се овие држачи тука за шишињата, кои што кога ќе ги притиснете, можете ги шетате лево десно како вас ви одговара во поглед на кукаво е шишето. Тоа е една многу кул и паметна работа. Дополнително на тоа тука под овој брек имаме уште една остава со USB порт, 12 V приклучок за струја и една остава. Уште една остава има нормално тука под наслонот за раката, која што е многу длабока, и со уште едно како остава која што се движи по висината, односно по површината на оваа остава. Убав интериер, многу убав, многу практично. И сега останува уште да почнам да го возам, за да видиме дали со 1, 2, 3 цилиндра, стоп, ќе кажете чекај малку како може 1, 2, 3 цилиндра на вулкава грамада од возило. Може, и сега ќе ви покажам зошто. Случува со Opel, доколку ќе се каже стварно
делува во негативен контекст, но стварно јас го мислам во најпозитивната смисла, бидејќи ова што го прави Opel во последниве неколку години е стварно многу за пофалба. Ја не го кажам бидејќи Opel ме прати на интернационална премиера, не, туку ова го кажам бидејќи стварно Opel заслужува на сериозна пофалба и ова треба и ти да го знаеш што го гледаш и што се мислиш во овој ранг на возило нешто да се подновиш. Треба да знаеш дека Opel Grandland е прво, оваа генерација на Grandland е стварно најдобриот Grandland, нема врска со претходната генерација, многу поголем, многу попрактичен, покомфорен, подобри материјали, подобри перформанси, во секој можен аспект ова е многу подобар Grandland, многу подобар Grandland. И што се случува со Opel, го сметам на она што не можам да си објаснам колку Opel сменија апсолутно насока, односно веќе многу по-премиум, многу е поубаво чувството, поубаво изгледа внатре. Мислам да не ме разберете погрешни, претходната генерација на Grandland мене ми се допаѓаше стварно многу, управуваше многу убаво, но ова сега тука што го гледам е нешто што не можам да кажам дека претходно сум го очекувал од Opel. Не сум го очекувал, апсолутно не. Дури со целава кинеска инвазија очекував дека Opel ќе има сериозни проблеми за да се позиционира, но искочи да се излажам и Opel сериозно да го крене штитот против кинескава инвазија и да понуди нешто што ќе не запрепасти сите нас. Е сега да, бидејќи во ГС ниво на опременост како 37.700 евра акцијска цена, колку што чини се тоа денес што го имам на располагање, би кажал дека ми фалат, и тука имаме одредени критики, ми фалат одредени работи кои што се е критика, но реално можете сето тоа да си го имате како дополнителна опрема. Би сакал, седиштава се супер, фантастични, преудобни, но би сакал да се електрично подесиви. Немам електрика, тука освен лумбарната поддршка немам апсолутно никаква електрика околу седиштава. Исто така би сакал да има и електрика на багажната врата. Или ако го нема сето тоа, да има барем панорама. Во оваа цена би го кажал како критика, бидејќи кинезите за оваа цена нудат апсолутно се. Апсолутно се од вакви играчки. Да, и тука можете си го земете како дополнителна опрема. Да, кај кинезите можеби не е сето тоа толку добро на ова ниво или се приближно, но ете, би кажал дека за ГС ниво на опремено за оваа цена би го очекувал ова како момент да го има. Не е некоја сериозна критика, но еве би сакал да го кажам бидејќи едноставно го очекував, да бидам искрен, да бидам најреален. Но, од другиот аспект, околу перформансите, во Шпанија возев 1.6 плагин хибрид и искрено тој пакет ми е најомилениот и јас искрено би целел кон тоа, бидејќи плагин хибрид за мене како опција е најдобрата, имам услови каде да го полнам, можам да поминам што е можно повеќе километри на струја и имам многу повеќе перформанси, нормално тоа што сите го сакаме. Но, ако го немаме сето тоа, како можност, плюс плагин хибридот ќе биде многу поскап од ова сега што го кажам и ова што сега го возам, тука имам 1, 2, 3 цилиндри и леле уште сега можам да ги видам коментарите што ќе пишувате 1, 2, па нема шанси, па ја ќе си купам ова, па ќе си купам тоа, па 3 цилиндри, па дали ќе може толкава грамада од возило, па вака, па онака. Вака, дечки. Ајде да застанам и да ви го објаснам овој мотор прво као перформанси. 1, 2, 3 цилиндри, мотор кој што долго време е препознатлив за Stellantis групација, мотор кој што не е нов, но сега е преработен. Што значи тоа? Тоа значи дека наместо оној каиш кој што беше доста критикуван, може би исправно, може би не, но поради тоа што беше критикуван, е преработен и сега е поставено ланче. А у Македонија знаеме што значи мотор на ланче, кој се каже, тоа е мотор кој што нема гајле, но 300-400 километри дурнет, почне да го слушаш како зуе ланчето, по уште 300.000 можеш да проедеш. Иако сервисно не треба така да се прави, си има интервали кога треба да се смени, како треба да се смени, но знаеме дека мотор на ланче е многу по-издржлив. Тука имаме 145 конски сили, заедно со
хибридната технологија со електромоторот, кој што овде е mild хибрид, но работи како класичен хибрид, и тоа ќе го спомнам за кратко. Но она што мора да го потенцирам и она што сите се плашат, леле 1-2 нема да ми влече, малке биде по видео кукава возилото. Не може цел свет да вози вакви мотори, да е окей. Се согласувам дека повремено сакаме сите повеќе перформанси, но моторот тука работи одлично. И 145 конски сили не се така битни да знаеме дека ги произведува овој трицилиндраж, туку дека произведува 230 ньютон метри. Бидејќи, да направиме една кратка компарација, ако сите офроуд возила не е битно дали имат 100, 200, 300, 500 конски сили, туку е битно колку ньютон метри произведуваат, бидејќи ньютон метрите му дават сила за да тера понатака, дали угорнини, дали било какви препреки, дали има некаква тежина. 230 ньютон метри ќе ги споредам со некое средно офроуд возило кој што треба да има барем 300 ньютон метри за да може да излезе од било какви потешкоти. Ако на офроуд му се доволни 300 ньютон метри, 230 ньютон метри сметам дека се сосема доволни за едно фамилиарно возило кое што кога ќе се возите и ќе одите на долги патувања, нема да почувствувате никакви потешкоти. Мислам дека можам да ви доловам со сето ова за што станува збор. Стварно, натоварете се 5 души, ставете куфери, трнете на било кој горне на било кој пат, нема да имате проблем. Перформансите што ги нуди овој мотор со 145 конски сили, 230 ньютон метри се сосема доволни. Дополнително на тоа, како mild хибрид, кој што работи како класичен хибрид, имате одредена опција да извозите на струја поголем дел него ли до сега што сме виделе кај останатите mild хибриди. Ова е технички како хибриден автомобил, според мене. Вози убаво на струја, ви намалува на потрошувачка, нешто што ме фасцинира и што мислам дека му е потребен одреден апдейт, е тоа што ми покаже дека трошам 8,6 литри, изминав 417 километри, а ми покаже дека имам уште 230, односно до пред малку ми покажуваше 210, па се качи на 220 и сега ми кажува 230 километри дека имам за поминување. Ајде бројките да не се точни. Мене ми покажа дека имам речиси пола резервар на располагање на изминати 417 километри. Што значи дека имам барем уште некои 300 километри да ги извозам. 200 нека се. Пак е тоа фантастична бројка и мислам дека троши многу помалку, односно по математикава што сега си ја правам вака грубо, излегува дека троши некаде околу 6-6,5 литри. Тоа е фантастично, фантастично. И плюс на сето тоа, морам да кажам дека Opel, што направивте, ова треба да крстите Grand Cruiser, луѓе, одличен крузер за на автопат. Уживате во секој можен поглед. Во Македонија имаме и добри патишта, но и не така добри патишта. И на било кој терен кој што го изминав периодов, се снаоѓа фантастично. Уживате во километрите. Немате потешкоти. Се чувствувате како некој многу луксузен премиум автомобил кој што фокусот му е само комфор и удобност. Тука не баре е како некој автомобил од таа категорија. Многу убаво, многу добро чувство, многу елегантно. И многу ми е дополнително на сето тоа убаво, бидејќи се чувствува како многу цврст автомобил. Нема некое извртоперување на целата каросерија во кривини, на дупки, како што знаат некои негови конкуренти да ми дадат чувство. Тука ми е многу цврсто, мислам цврст автомобил, а притом е комфортно и удобно. Убав спој. Нешто што јас го сакам. И дополнително на тоа имам убава контрола над возилото во било која кривина. Секој пат знам што се случува под мене. Секој пат знам што се случува со тркалата, како ми се насочени. Дали ќе сврта така? Дали би ми избегало возилото на одредена дупка, што искрено не го почувствав тоа до сега дека може да се случи да рипне. Убав автомобил за возење. Сите позитивни критики околу возните карактеристики би ги дал за Гренланд. Уживате за возење. Затоа кажам што се случи со Opel. Се сменија апсолутно во многу позитивна насока. Ова е нешто што Opel
требаше го направи, мислам, еве го прави. Имате убава опременост. Мислам, екранов е фантастичен. Паркинг камерите се фантастични. Одлична графика. 360 степеник поглед. Адаптивен темпомат кој што функционира одлично. Ве задржа во лента, функционираат системите за ако треба да закочи сам. Имате убав, огромен head-up дисплеј кој што го гледате тука пред вас и некои автомобили немаат вулкави екрани колку што он има огромен head-up дисплеј. И тука гледате дури навигација, гледате радарска контрола, гледате брзина, гледате се што сакате да гледате можете да имате таму. Има негова собствена навигација која што е супер. Можете да го врзате со Apple CarPlay, Android Auto и да немате никакви проблеми. Фантастично. Многу добро. 37.700 евра е интересна цена, добри перформанси, 6-степен автоматски менач кој што работи одлично, но ете тие критики кои што ги кажав се единствените критики за него. И имам уште една работа која што сакам да ви ја кажам е тоа што ако возите и кажете да Кирил, ама не си управа, ми требаат повеќе перформанси, тоа е бидејќи не сте го одбрале вистинскиот режим за возење. Во Drive Mode имате вкупно 3 различни режими за возење: еко, нормал и спорт. Во нормал и еко, многу нормално, апсолутно, имате малку по-тромав автомобил. Што значи тоа? Не е така респонзивен во перформанс, мислам, не е така респонзивен ако притиснете на педалата за гаси, веднаш да поминете за она што го кажав, дека имате доволни перформанси да го почувствувате. Што е нормално. Треба да бидете поцивилизирани во град и да имате подобри бројки во потрошувачка. И тие два режими се токму за тоа тука. Но кога ќе оставите во спорт, и предлагам да го ставите во спорт, особено кога возите на автопат, за кога ќе имате потреба да престигнете камион, автомобил и да не биде тоа ризично за вас и за останатите, во тој момент ви треба спорт, бидејќи респонзивноста е веднаш. И имате многу поубаво чувство од тие перформанси кои што ги кажав. Тогаш веќе немате такви предрасуди за овој мотор. Може би дал уште една критика што во еко и во нормал на автопат, на дауншифтинг, во намалување на брзините кога застанувате на патаринава на пример, се чувствува благ трзај кај враќањето на брзините. Тоа е многу благо, многу неприметливо, но еве го кажам бидејќи сум споредил повеќе автомобили, можам да го кажам ова како критика. Иако е стварна навика и кој ќе оставите во спорт, не го чувствувате воопшто, апсолутно. Така да, јас ова би кажал дека стварно ова што се случува со Opel е многу добро и вие апсолутно треба да го видите Grandland, да го имате во обзир кога ќе купувате автомобил од овој ранг. 37.700 евра е цена која што е интересна, се согласувам дека има и поевтини, има и поопремени, особено од кинезите, но вреди да го видите Opel бидејќи одлична опрема, GS ниво на опременост, највисокото ниво. Да, можете си дополните уште многу работи во опрема. Имате грејачи на предно стакло тука во моментов. Имате одлична изолација, убав автомобил, пак ќе кажам, во секој поглед, за кој што треба да го извозите, да го искусите, да ми пишете во коментар вака што мислите вие за него, што мислите за целава конкуренција и што мислите кога треба возам наскоро нешто што вас ќе ви биде интересно. Многу нормално дека наредна недела веќе се гледаме со ново видео, а вие треба да направите subscribe ако до сега немате направено, бидејќи ми стварно многу ми значи вашата поддршка и ми треба за да имаме уште повеќе автомобили на тест. Ви благодарам многу и се гледаме наредна недела со ново видео. Чао, дечки!